Добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за животот на 24 вести. На 16 минатата недела започна Европската недела на мобилност со низ активности и проекти се со цел заштита на животната средина и природата. Ова недела на мобилност се уште трае заклучно со утрешниот ден. За она што досега се реализираше и она кое што треба да се реализира уште денеска и утре, во рамките на овој проект гостин во студиото ни е Билјана Стевановска од невладината организација ОРАД. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдов и благодарам што ме поканивте. Како што спомена во најавата, започната е веќе Европската недела на мобилност на 16 минатата недела во петокот, но се уште трае. Низа проекти, низа активности се организираат по нејзин повод. Денеска се уште се во тек активностите, останува и уште завршниот ден утре. Па би сакала уште на почетокот да ни објасните нешто за традицијата на ова случување и идејата за незиното одржување. Така, сведоци сме дека постојано има метеж во сообраќајот, особено ако возите автомобил на сабајле рано кога сите одат на работа или кога се враќаат, и нека до ова време приметив дека исто така околу 1 саат 2 се случува сообраќајен метеж, и тоа не е само во Скопје проблем, туку е Скопје во сите големи градови. Во Скопје, во Европа во сите големи градови. Затоа е покрената иницијативата од прво од седиштето на Европска Унија за да се организираат манифестации со кои што ќе се промовира некаков вид на решение за да се реши сообраќајниот метеж. И настаната е манифестацијата Европска недела на мобилност уште во 2001 година. Од тогаш веќе 15 години се организира во сите европски земји, без разлика дали се членки на Европска Унија или се кандидатки, придружни, чекаат статус и така натаму. И во почеток се организираше само во главните градови, а сега е веќе проширено и на останати градови кои има интерес. Се пријавуваат локални самоуправи, тие конкурираат, приватени се, да речеме, во програма, и затоа град Скопје, да речеме, секоја година се приклучува на оваа манифестација и како локална самоуправа се пријавуваат, а потоа се приклучуваме ние невладини организации за да ги спроведеме активностите. Оваа година имавме среќа нашата организација ОРАТ да биде избрана како партнерска организација на град Скопје за да ги спроведе сите активности, да координира манифестации кои што постојат. Тука се вклучени други институции. Оваа година, како и секоја канцеларијата на Европска Унија исто така е вклучена, делумно како поддржува, делумно финансиски и така натаму. Канцеларијата на UNDP, низа фирми, низа други образовни институции, училишта. Значи имаме плејада на активности кои што ќе ги кажеме после. Така. И сега, веќе рековме започната е, во теке, се уште трае, па би сакала да не подсетите ве за деновите кои што измина и за она кој што треба да дојде содржински, што вклучуваше секој ден од оваа Европска недела на мобилност, а тука ќе можеме да ги видиме и сликите кои што ни ги донесовте од активностите кои што веќе измина. Да, Европската недела, само да кажем дека оваа година имаше мото за паметна и одржлива мобилност, силна економија, така да сите активности малку нешто ги работевме, сега на екран се гледаат програмите секој ден што имаше. Сите беа со такви некои едукативни содржини кои што насочува на тоа како да засилиме економијата, односно стопанството, малите и средните предпријатија, колку да станат покреативни во решенија кои што би им донеле од една страна поголем профит, а од друга страна да ја заштита животната средина. Така да речеме, уште во петокот имаше манифестација after work party, односно забава во кафетерии, ни помогнаа неколку кафичи за да можеме да ги поделиме летоците, да малку разговараме со граѓаните. Тоа беше прилог кон тој туристичкиот бизнис сектор, нели, во гостителството да ни помогне во целата кампања, која што од друга страна ќе им привлече и нови гости, да речеме.
имаше презентација во град Скопје на моменталната состојба на загадувањето на воздухот, водата и почвата, и низа презентации на стратегии кои што се блиску до да бидат готови. Катастар на загадувачи, например, релативно брзо ќе биде готов, што го изработува град Скопје со други институции, и таму точно ќе се види каде се жариштата, од каде потекнува загадувањето. Така да многу е битно. Тоа беше петокот, саботата беше повеќе едукативна за безбедноста во сообраќајот. Имавме манифестација кај плоштадот Македонија 2. Дали беше на отворено? На отворено, и имаше супер сонце, не послужи времето. Како беше интересот за тој ден? Добро, убаво, за среќа, бидејќи беше насочено за мали деца. Прво, второ деление беше промовирано по училиштата и дојдоа многу родители што слушнале, без разлика дали се во таа општина, дали живеат во тие згради, така натаму, и се приклучија така доброволно, што доста се израдувавме. А едукатори кажуваа како да се пазат децата во сообраќајот, што значи да се вози во лента, што значи на црвен семафор, зелен семафор и така натаму. Тоа поучно и за родителите и за децата. Па бога ми беше, па ги тестиравме со тестови, па помагаа родителите, па никаде не знае родителите, па знае така натаму. Потоа имаше вежби за здрав живот во парк, малце гимнастика, малце зумба, манифестација. Исто така имаше некакви предавања. Во недела бевме во парк Шума Газибаба. Многу е убав паркот. Јас, да речеме, се одушевувам што на сред град имаме такво зеленило како планина, каде што дува ветар. Направивме велосипедски пикник и таму беа поканети возрастните да дојдат на велосипед. Се дружевме, забавувавме, имаше презентации, исто така мала дружба. Потоа понеделникот беше резервиран за повеќе манифестации. Една од нив беше едукација како да заштедите на горивото, бидејќи секогаш не зборуваме да не се возат возила, некогаш и мора да се возат возила, но тие возила да некако придонесат да не се емитуваат загадувачки супстанции. Да се намали загадувањето, така. И тоа се направи или ако користиш квалитетно гориво, или ако имаш исправен мотор, значи некои такви совети нашите соработници, компании ни презентира, односно презентира на минувачите, на граѓаните, паметно возење, и може би сите граѓани се сведоци дека имаме малку голем хаос во сообраќајот, дека често пати паркирани возила имате на патека за пешаци, патека за велосипеди, паркирана лента коловозна, и сега кога се тие паркирани несоодветно, предизвикуваат застој во сообраќајот. Секој застој значи во дадено место многу издувни гасови, многу загадување, а возачите се нервозни од една страна, што штетно за здравје, а од друга страна се троши многу гориво ако стои возилото во место. Така да некои такви финеси за ефикасно возење е добро луѓето да дознаат. Како го примаат тоа луѓето кога ќе ги слушнате во овие совети? Како ги примаат? Изненадени се ли можеби како не ми текнало досега или нешто така? Па баш така, имаше некои да речеме знаеле, имале среќа некој да им каже, некој прв па слушна дека можеш да штедиш гориво зависно од возењето, кочењето, паркирањето и така натаму. Некои ги прашувавме како квиз, па се мислеа како може, па после ги даваа предлозите. Беше интересно и паралелно на тоа имавме посета во Зоолошка градина. Зоолошката градина секогаш ни се приклучува во оваа манифестација и таму, да речеме, едуциравме животот и начинот на живење на копнениот и водениот лав, правевме компарација со деца учесници од училиштето. Ќе видиме слики, веројатно кружат, не ги видов на екран каде се. Потоа стигнавме, тоа беше понеделникот, вторникот, јас ќе го подигнам малце летокот, бидејќи летокот ни е малце голем, во кој што ги има сите активности. Имавме во вторник едукација за безбедност во сообраќај, потоа промоција на план на одржливост во транспортниот систем, за пофалба, да речеме, за истакнување дека град Скопје како општина се труди да воведе поефикасен транспорт, јавен транспорт, заедно со јавното предпријатие за сообраќај, односно ЈСП, или воведуваат различни модули за користење на транспортот, но добро е што воведуваат нови линии, кои што ние секогаш ги поздравуваме за да можеме со автобус на
сите дестинации да Повторно стигнеме. се со цел заштита на животната средина и да патуваме, нели? И безбедно и пријатно, комфортно со јавниот превоз. Не мора секогаш автомобилите нели да се користат. Токму така, некои почнаа да зборуваат дека дури побрзо ќе стигнеш, бидејќи не се трошиш да бараш паркинг и останато. Поентата на целата оваа кампања за Европска недела на мобилност, особено оваа година каде што имаме паметна, одржлива мобилност, значи да комбинираме превоз. Дека не мора секогаш само со кола или не мора секогаш само со јавен превоз. Некогаш може да комбинираме зависно од дестинацијата што ни одговара. Се заговара се уште дека да речеме да се воведат и такви автобуси кои што ќе дозволат да на одредена дестинација го привезеш својот велосипед, па да возиш до некаде со велосипед, па потоа да идеш со автобусот, кажеш да е тешко да се вози со велосипед, па потоа да продолжиш пак и тоа е некоја комбинација. Потоа се заговарат некакви идеи што се пак на ниво на Европа, меѓу повеќе земји, да се воведе ефикасен систем на најава на разни транспортни модули или системи, како што се дали постои, например, велосипед за изнајмување, дали постои кола за изнајмување на дадена дестинација, за да можеш ти да знаеш кога сакаш да одиш некаде, што те очекува и каков превоз можеш да имаш, што ќе ти олесни за да возиш. За тие со автомобили се предлагаат некакви идеи за електронска контрола на паркинзите низ цел град, што е многу интересен систем, што мислам дека брзо би се промовирал тука кај нас, за, например, 5-6 улици однапред да имаш екран во кој што ти кажува колку слободни места има на некој паркинг во град, за тие, ако идеш на тој паркинг да знаеш дали ќе имаш слободно место или не. И ако нема, да не одиш низ таа гужва, да се соочиш во моментот дека треба да се враќаш и така натаму, туку да се пренасочиш. Постои како идеја дека во иднина би можело да се реализира или веќе можеби некоја од овие започната во реализација? Тоа беше промовирано како проект. Вчера имавме трибина за паметна мобилност и силна економија, пак истата беше тема. И беше промовирано дека функционира во некои европски градови, дека тие малку понапред некои градови го примениле, и дека ќе се воведе и кај нас. Дека доста брзо јавен паркинг, градски паркинг, паркинзите наши, дека ќе се приклучат во оваа иницијатива, дека сепак тоа го координира град Скопје како институција која што нели градот ни го уредува, инфраструктура која што би можела да ни помогне за ние поефикасно да движиме низ градот, а од друга страна да си го заштитиме здравјето. Така. Остана уште денешниот ден, што го одбележа денешниот ден, можеби и се уште траат активностите? Да, ова се само некои ударни активности, ја што ги кажувам, иначе има и попладне, и обично се или трки со автомобили, со велосипеди, трки со ролерки. Потоа, денеска, например, баш се враќам сега од презентација на која што се презентираа доста теми кои што се однесуваат на потекнување на креативноста на малите и средни предпријатија и на големите компании, како тие да придонесат за да се зголеми економијата, да се зголеми понуда на производи и услуги, кои што се поврзани со транспорт, со превоз, со здравје и така натаму, а кои што од една страна ќе им носат профит нормално, секоја фирма сака профит и ние не можеме да бараме екологија која што ќе ја сопре економијата, туку екологија која што ќе унапреди економијата, само тие да имаат нови решенија, нови идеи како да искористат целата зелена тема, да отворат нови работни места, со тоа што ќе станат и поголеми и ефектот кај населението ќе биде вработување на луѓе и нормална заштита на животна средина. Така. И доста фирми презентираа како ги мотивираат своите вработени, им даваат стимули, награди и така натаму за да доаѓаат со штедливи автомобили, хибридни, електро, да доаѓаат, стимули им даваат исто за пешки одење и за велосипеди. И така да мислам дека се повеќе фирми се приклучуваат и сваќаат дека од нас самите треба да потегне таквата иницијатива да си ги заштитуваме своите улици, своето здравје и воздухот кој што го дишеме во Скопје. Утре е завршниот ден на оваа Европска недела на мобилност со велосипедското дефиле.
Да, последното Како ќе се ливче одвива? од нашата... Може да кажеме патеката како ќе се одвива велосипедското дефиле и кога почнува и кога завршува и крајната цел негова, која што е? Завршното дефиле се вика Ден без автомобили. Оваа година се вика Град без мојот автомобил, 22 септември. Сите градови што се вклучени во Европска недела и го обележуваат овој ден на ист начин со возење на велосипед по главните улици. Пред малку коментиравме дека имало најава во весници се блокира улиците за да се вози велосипед. Ние сакаме да смениме изјавата, односно да ги смениме ставот на луѓето дека улиците не ги блокираме за да се блокира сообраќајот, туку обратно возиме велосипед за да се заштити животната средина. Секако ќе нема да има автомобили. Од 11 часот почнува кај Порта Македонија на плоштад. Се вози преку Партизанска улица до пред Влаe мостот, од таму се врти, се оди до Илинденска улица и се стигнува до парк. Би требало некаде 15 минути до 12 да стигнеме, зависно и од големината на групата што ќе возат велосипед. Слободно е отворено за сите граѓани. Кој сака да се вклучи, кој сака да биде дел од оваа голема манифестација, бидејќи ќе снимаме со камери, ќе оди на емисија на ниво на Европа. Значи целата таа снимка да се покаже кој град има поголема масовност во возењето на велосипеди и ќе има мала забава со музика и награди на плоштад, тоест на плоштад на плочникот школка во парк. Во градскиот парк. Некаде 15 до 12 до 15 до 1 така пригодна забава, крајно дефиле, поздрав до сите и така натаму, така да таа маршрута би сакала да поканам кој сака да дојде, да ни се вклучи за да можеме да бидеме помасовни. Да бидеме помасовни. И да покажеме дека и ние знаеме што значи тоа ден без автомобили, не е само во европските градови, туку и ние сме дел од Европа. Тука би сакала да направиме еден пресек на емисијата со тоа што ќе го видиме видеото кој што ни го донесовте, кој што ја означува ова Европска недела на мобилност и е на ниво на Европа. Па ајде да го видиме. It's easy to get frustrated about the future of our planet when you're constantly bombarded with news about crisis situations, pollution, climate change, especially if you're stuck in a traffic jam. Do you feel powerless? Changing some of your habits could make a huge difference. For example, adopting smart mobility practices like walking, cycling, and combined mobility can have a positive effect on your life, on the future of your city, and on society as a whole. Smart mobility, including more efficient goods delivery, creates jobs and growth. Public transport operators employ around 2 million people in the EU and contribute up to €150 billion to the EU economy per year. At the same time, the European cycling sector already accounts for an estimated 650,000 full-time jobs. If we doubled the number of people riding bicycles, the number of jobs in this sector would go beyond 1 million. Pedestrians, cyclists and public transport users are good for the local economy because they tend to be more loyal to their local shops than car drivers. Cyclists alone spend €111 billion on local shops every year in Europe. Smart mobility also keeps us healthy. It fosters improved air quality and stimulates our physical activity, which could save the EU over €80 billion a year in healthcare. The health and financial costs of inactivity could be avoided if all Europeans walked or cycled an average of 20 minutes every day. Now here's another fact. Cyclists on average live 2 years longer and take 15% fewer days of sick leave. And let's not forget the IT sector, which benefits from the increasing development of new technologies such as mobility apps. It's time to see the big picture and invest in sustainable transport options. Choose smart mobility to strengthen our economy. Така,
Ние сме негде на половина од денешната емисија за животот. Тоа што го видовте видеото кое што на ниво на Европа се пушта нели во сите европски градови кој што одбележува Европската недела на мобилност. Ја кажавме содржината досега со мојот денешен гостин кој што ни е представник од невладината организација Ората Билјана Стевановска. Зборувавме за она што се случуваше деновиве обележувајќи оваа недела на мобилност. Зборувавме и за она кој што ќе се случува утре. Воедно ги поканивме и сите кои што би сакале да се приклучат на велосипедското дефиле утре со почеток во 11 часот кај Порта Македонија. На крај, завршницата е забава во градскиот парк и секако награди за учесниците. Не спомнавме какви награди ќе добијат? Велосипеди. Одлично. Колку од учесниците ќе добијат велосипеди или еден е? Не, 10, така да има поголема шанса. Дали тоа значи првите што ќе стигнат или како се доделува? Ќе биде на ниво на лотарија. Всушност сите што ќе стигнат, што ќе видат дел од целата парада, учествуваат со своји бројчиња за да добијат лотарија. Се надеваме дека тоа некако као најфер однос како може да ги поделиш, за да не биде кој прв најбрз или најспориот. Сепак ова не е да се тркаат па да мериме брзина, значи ќе биде на ниво кој ќе биде најсреќен. Најсреќен, да, најсреќен весел. 10 велосипеда што е поголема шанса да се стигне да го добие некој таква убави поквалитетни за се возење и во град и на маунтбајк. Оно што исто сакав да го прашам, а сигурно ќе им користи и на гледачите да го слушнат, дали бројчињата за учество се добиваат утре пред почетокот на дефилето или веќе требало да бидат пријавени претходно? Утре. Значи пред почетокот за време. Значи не доцнати оние кои што досега можеби немале намера да дојдат, меѓутоа можат еве утре да дојдат, да си го добијат своето бројче и шансата за нов велосипед. Баш така, да. Баш убава манифестација на ниво на Европа. Она кој што исто така ме интересира е статистички вака со бројки. Како стоиме, колку градови на ниво на Европа учествуваат во оваа Европска недела на мобилност? Оваа година е рекордна бројка. Секоја година се зголемува бројот на вклучени градови. И оваа година се стигнати до 2731 град е вклучен цела недела со низа активности. Слично како град Скопје што прави, односно ние сите невладини вклучени институции што се вклучени во кампањата, паралелно има повеќе настани, не само еден во денот и замислете тоа се многу огромна бројка, можеби 20-30 илјади настани овие 7 дена се случуваат. Ако град Скопје како град е пријавен, ако ги броиме плюс секоја општина во рамките на градот, нели сме 10 општини и сите имаат своја улога и своја активност, а не се бројат во тие 2731, можеме да кажеме дека и како нас ако има слични, значи бројката сигурно е уште поголема од вклучени градови. А на ниво на Македонија, колку е голема вклученоста, кои градови може да ни кажете се вклучени во активностите? Да, и ние добро котираме и како Македонија доста со градови. Значи вклучени се доста Берово, Пехчево, Битола, Охрид, Струмица, Велес, Кичево, нормално Скопје, Куманово. Така да јас ги поздравувам сите градови. Тие се вклучени со своји манифестации утре во завршниот ден без автомобили и сите имаат своја маршрута за возење велосипеди низ град, значи по главната улица, главниот кеј, освен во Дојран што покрај езеро ќе возат. Нема на улица. Имаат привилегија. Да, на нив им е да уживаат во возењето. Да, на нив им е поубаво, ама без разлика сите придонесуваме за да издигнеме нашата јавна свест и да ги потикнеме компаниите да се вклучат, да креираат работни места кои што се поврзани со транспортот, како што видовте и на спотот. Со таа комбинација на видови на транспорт може да се овозможи, да речеме, да се вратат и занајати. Едно време точкар беше занајат кој што беше популарен кога бевме многу помали, повеќе возеа точак, да речеме, по старите луѓе. И потоа замре некако трендот за возење велосипед, па и точкарите ги немаш. Сега се враќа, гледам дека почнаа некои дуќани да отвараат поправка на велосипед, делови за велосипед, што беше и прикажано, мислам, и на спотот, и знак дека сепак некои бизниси треба да живеат и понатаму.
Исто така ме интересираше дали проектите и активностите кои што се одржуваат овде, нели во Скопје како најголем град и останатите општини што го вклучуваат градот, се тука негде со активностите што се одржуваат во другите европски градови. Дали своја програма и проекти и активности се креираат овде кај нас? Ние што се занимаваме со издигнување на јавна свест, сека година сме доста креативни и таа креативност е некако универзална доаѓа, затоа што потикнување на заштита на животна средина некако сите се лично не тера како да зборуваме или како да се однесуваме кон другите за да може да ја сватат нашата порака, така да доста активности се слични. Имаме трибини во сите градови, но има и дефилеа со разни превозни средства во сите градови, учество на деца во различни маскембали. Еден град има во Италија кој што ќе направи обрач околу целиот град со деца кои што се држат за раце. И тоа се вклучени, значи, сите можни училишта, сите можни градинки и не знам, може би волонтери и така натаму, за да го направат обрачот да донесат порака дека ние сме тие што сме битни во нашиот град и дека од нас почнува и завршува животот во тој град, што е така убава некоја нова креативна манифестација. Ние имавме пред 7-8 години, мислам, како град нешто така, да се врземе во обрач, ама ние околу плоштадот правевме, што така, помала амбиција, сега целиот град да не се прави. Во суштина се тука некаде слични манифестации. Но целта е една и единствена, да се заштити природата и средината. И интересно е што секогаш котираме меѓу првите 20, првите 15, бидејќи прават еден вид на листа, топ листа на најинтересни и најбогати манифестации што се случуваат во тек на Европска недела на мобилност и нашиот град котира така доста високо секоја година. Спомнавме некои од институциите кои што се вклучени во целата ова Европска недела на мобилност, би ги спомнали уште еднашка, освен градот Скопје? Така, значи сите 10 општини, директно во активностите општина Карпаш, општина Аеродром со своји манифестации во одредени денови, да речеме промовирање на парк во Аеродром имаше во средата, во саботата општина Карпаш дефиле, велородео, така наречено со деца, нешто како адреналинско возење на велосипеди. Потоа Канцеларијата на Европска унија, која што да речеме главна водеше една од трибините пред некој ден. Канцеларијата на UNDP, која што денеска водеше главната манифестација. Инаку тие сите водат одредени активности. ЈСП, градски превоз, тој секогаш вклучува или во презентација или помагаше во превоз на децата кои што ги носевме во зоолошка, зоолошка како јавна институција исто ни помогна. Потоа приватниот сектор, доста компании, Автомотосојуз на Македонија, потоа имаше, речеме, УСИЕ со своји презентации и ред други. Каков е вашиот впечаток? Колку расте свесноста на луѓето, на граѓаните за потребата од заштитата на животната средина? Таа ни е на некое исто ниво, мислам дека доста време, но некако сега се шири урбанизмот, се шири транспортот и ни личи дека ни паѓа надоле. Инаку свесни сме скоро сите дека без чиста средина не се може, но во активностите конкретни на терен сме малце слаби. Веројатно поради големиот притисок од брзиот живот на индустријата, на компаниите, на бизнисот, забораваат дека не е се во нивниот профит или реклама, туку има нешто и во здравиот живот на луѓето. Значи ги испуштив, да речеме, Црвен крст на Македонија, кој што неколку пати на плоштад промовира мерење притисок здраво живење. Интересно со УСИЕ што кажав е дека многу светски големи компании, корпорации сега се вклучуваат во некој нов тренд да ги мотивират вработените, да имаат рекреативни движења,
да вежбаат и така натаму со цел да им го заштитат здравјето. Нормално тоа е заради поголема ефикасност на работно место. Бидејќи се смета дека во Европа многу висок трошок е осигурувањето на здравјето на вработените и тоа, да речеме, го практикуваат исто и во оваа компанија што ја спомнав, бидејќи ги мотивираат своите вработени со награди кои доаѓа со велосипеди и така натаму, што е добар пример за задржување на здравјето. И во Европска унија веќе се повеќе се притиска на таква грижа за сопствените вработени, за да може да бидат здрави прави, нели, да не се да не си имаат проблеми, поради големото загадување и поради високите стресови што ги имаме, не само кај нас во Скопје или во Македонија, еве на Балкан да шириш, но и во Европа, дали се политички, дали се од друга страна, луѓето се подлежни на многу поголеми болести отколку што бевме порано. Болестите не се веќе така ефтини да се излечиш. Мора големи третмани и така натаму, за да се заштитиме сами на себе, да си помогнеме сами на себе. Единствен начин е да креираме нови решенија, да се да го претвориме транспортот во одржлив транспорт и ние преку тој транспорт да си го рекреираме сопственото здравје. Значи имено одење пешки, возење рошули или велосипеди и така натаму. Значи секој момент да се користи за да можеме здравјето да си го заштитиме. И сосема на крај би сакала и да прашам на какви други проекти работи невладината ората? Еве на кратко. Слично нешто, јас не најавив уште една работа, морам да најавам, имаме повик, погледнете на Скопје Gov.mk, односно веб страницата има или на ЕУ страницата е масовен повик за предлог на идеи за туристички дестинации во Скопје, односно како денес да си го поминете зелен денот. Некое транспортно решение како да се возиш низ Скопје или да стигнеш до некоја си да речеме до одреден ресторан или некој излетничко место, но да биде тоа ефикасен транспорт, значи одржлив транспорт и да се потикне стопанството или ефикасна економија. Тоа е општ конкурс за граѓани, кој сака може да се пријави со предлог идеја како да поминеш 3-4 сати низ Скопје. Мислам дека ќе има награди, пак ние се работиме со награди, односно работат и главните носители на целата кампања. За 13 ноември наградата која се дели на ниво наград ќе се доделат тие награди. Сега нашето здружение во моментов оваа и следната година заедно со други неколку партнерски здруженија води проект кој што се вика Одржливост на здружение на граѓани преку социјално претприемаштво, а фокусирани сме кон развој на туризмот и туристички продукти за да може да придонесеме да луѓето одат, да речеме, да креираме туристички дестинации кои што тука во нашата земја, во Македонија, кои што се поврзани со еколошки туризам, алтернативен туризам, адреналински туризам, се нешто што придонесува за рекреација, но не го оштетува природниот систем. Значи ние туризмот само го експлоатираме, да речеме, природа, но треба сега со наши нови идеи, што ги креираме, се уште ќе се креираат, уште не се готови, да ние ќе придонесеме да се луѓето што ќе одат на одмор, например туристите, да придонесат за животната средина. Значи обратно сега ќе го вртиме процесот малце на нечистото експлоатирање. И дел од овие предлози што луѓето ќе ги дадат и што да речеме ќе бидат наградени или нема да бидат наградени во рамките на оваа кампања, ние ќе ги прифатиме и во нашиот втор проект, овој сега што го работиме, и ќе ги дообработиме за да некаде може би јануари или февруари излеземе со готови туристички пакети кои што ќе бидат понудени на туристичкиот пазар и тука ќе биде, да речеме, главниот фокус на заштита на животна средина. Значи тој ни е еден денеска главен еколошки проект што го водиме оваа и следната година. Ви посакувам многу успехи на следниот, еве овој проект кој што е се уште нели во креација и во обработка, да ви биде многу успешен. Секако Европската недела на мобилност и досега се покажува како успешна. Посакувам убаво велосипедско дефиле утре, убави награди, нели секако ќе бидат задоволни граѓаните. Благодарност до вас што бевте денешен гости.
Благодарам и јас, уште еднаш повелете сите дојдете утре на оваа манифестација и вклучите се во еколошките кампањи и благодарам за учеството. Благодарности до гледачите кои што беа денеска дел од емисијата за животот на 24 вести. Пријатно и секое добро.